Ке се задржиме на оваа тема, некако кога зборуваме веќе за едукација, формална или неформална едукација, би сакала и Весна да ја прашам како професорка. Сигурна сум дека ви се допаѓа овој проект со оглед на тоа што вие сте во образованието, па колку 30, повеќе од 30 години? 31-2. Така, повеќе од 30 години. Весна, некако посебно ми е драго што сте денеска тука затоа што нели утре го прославуваме 24 мај, што за вас во образованието е навистина многу голем ден. Сега не знам дали секој училиште ќе си одржува некој или го одбележува овој празник. Затоа што се паѓа во сабота оваа година. Најчесто е одбележен, но овој пат ова одбележување ќе биде символично. Еве вака. Преку неколку настапи на телевизија, на наши колешки колеги и со така некои пригодни свечености, но не во состав на училиштето. Така. Сакав да ве прашам, некако овој ден е поврзан и со писменоста. Многу често се дебатира, и кај нас во емисијата, тоа и наше искуство, гледам и на социјалните мрежи, се дебатира дека денешните деца не се толку многу писмени, да речеме, како генерациите наназад. Верувам дека ова прашање многу често ви го имаат поставувано, зошто е тоа така? Многу често, многу актуелно прашање. Видете, основата, писменоста, децата ја имаат. Но, проблемот е во тоа што едноставно, како да е веќе некоја шема дека треба да се пишува на латиница и треба да се зборува на дијалект. И сега кога јас сум многу упорна на часовите, значи инсистирам да се пишува литературно македонски. Инсистирам да се пишува на кирилица строго. Зошто? Зашто секогаш им велам на учениците, колку вие и да сте образовани или колку вие и да сте писмени, само еден збор или само една буква може да ја смени смислата на реченицата. Да. Сега, тука доаѓа она интерпункцијски знаци, па голема буква, па мала буква, па недоразбирања, до тој степен кога може да биде нешто сватено сосема поинаку од напишаното. И мислам дека се трудат децата да бидат сега политературни на Тоа зависи од наставниците, мора да признаеме. На социјалните мрежи. Писменост има, добро се подковани, не е точно дека нема, но прашањето е колку сакаат писменоста реално да ја применат. Да ја употребуваат. За да бидат во тренд, за да бидат во мода, за да бидат интересни, тие употребуваат диалектизми, сленгови и така натаму. Англицизми. И уште нешто, ако пишувате на латиница, тогаш барем и латиницата пишувајте ја како што треба. Сменете тастатура или ако немате тогаш таква поддршка, напишете ја Ч како што се пишува, ЦХ, така. Значи, денешната писменост или ајде да не речам неписменост, не се должи толку на тоа на вистина дали се неписмени, туку се должи на се помалку време да посветат на суштинско образование, во смисла на тоа толку е се брзо. Значи за 3 секунди, 5 секунди, ако не се задржи вниманието на некој пост, тие немаат време да навлезат во длабочината на напишаното. И затоа инсистирам и на моите часови, сите ние зборуваме на некаков дијалект, но буквално, значи, јас сум од они веројатно Старков на професори кои што инсистираат упорно на акцентот, упорно на писменоста, упорно на правилното изразување, без разлика, мислам каква лекција работиме, дали граматика или литература. Так. Нешто кое што еве вака лично јас кога гледам, нели, на социјалните мрежи најчесто можеме да видиме, нели, затоа што се изразуваат луѓето, посебно на Facebook пишуваат. Јас кога ќе видам некој статус на латиница, се викам зашто на латиница го пишуваш, значи пишувај на кирилица. И знам дека македонскиот јазик и мене не ми беше многу едноставен во процесот на учење, затоа што навистина има многу работи кои се важни, треба да знаеш кога да ги одделиш зборовите, апостроф, каде се пишува запирка. Некако мислам дека македонскиот јазик
тоа е моje мислење дека не е баш така лесен и едноставен за учење. Кога кинес би дошол да учи македонски јазик нема да се снајде Така? во македонската граматика. Значи, ние имаме многу тешка граматика. И за странците е ова многу тешко да го научат нашиот јазик, затоа што некогаш подолго а или подолго и може да смени смисла на реченицата. Само една запирка може да смени смисла на реченица. Мене друго откривам кај децата. Се случува, се чудам како во средно образование понекогаш не знаат Кирил и Методи што создале, што напишале. Еве кога веќе сме тука во нивна чест пред празникот и која е разликата меѓу глаголицата и кирилицата и како дошла кирилицата после нив. Обрнувам внимание да се подигне свеста за јазикот, затоа што македонскиот јазик е наш идентитет. Зборувам околу тоа како можат да го одбранат својот идентитет преку знаење. Значи, вие ако си го познавате јазикот и потеклото на јазикот, ако знаете дека тоа е четврти јазик на кој што е преведена Библијата, после еврејскиот и латинскиот и грчкиот, ако знаат дека Библијата е преведена на јазикот на старите словени кои што живееле во Сухо и Висока, тоа е околината на Солун, тие се две села, каде што најчесто македонски се зборувало, старомакедонски. И ако знаете дека после тоа на некој начин се разгранил тој старословенски јазик и сите други словенски јазици се еден вид наши дијалекти, хајде така да речам, иако нас некои соседни држави не да нарекуваат нивен дијалект. Тогаш и како кирилицата подоцна, од каде е изведена и како е создавана, да речеме, грчката азбука од 16 луѓе, а нашата азбука е создавана само од 20 луѓе кои што се светци, значи е света азбука. Ако знаете дека буквално имаме ние кодиран јазик, кој што има директна, еве се да поврзам со романите, кој што има директно одекнува во универзумот на тој начин преку кодовите кои што ги изговараме. И ако знаете колку зборот, односно напишаниот не туку изговорениот збор има силно влијание во менување на реалноста со нашиот македонски јазик, ние буквално можеме да направиме чуда. Ја подигам таа свест кај младите луѓе секојдневно за негување на јазикот и мислам дека во овие 30 и нешто години доста влијание имаше моето предавање. Така, да. Сега чест. Би сакала, кога сме веќе повторно на тема деца и едукација, некако неизбежно ми е да ја прашам Весна колку младите генерации денеска читаат. Затоа што јас кога бев во центарот видов едни лектири, баш со Андреа се смеевме тоа, ако ме потсетија мене на детството од Ханс Кристијан Андерсен на времето. Мислам, ние сме пораснати, тие генерации, ние многу читавме. Некако, каква е ситуацијата денеска? Да, задолжително беше читањето некако. Ама и во слободно време сакаш некоја сказна да си прочиташ, некоја бајка читавме од браќата Грим, јас исто многу читав. Каква е ситуацијата со денешните деца? Така, Елена. Значи, за жал. За жал, кога ќе почнеме, знам што следува. Програмата е иста од пред 30 години во образование. Сега, навистина има дела кои што заслужуваат внимание и има дела кои што го надминале времето. Мислам, секоја почит кон авторите, кон секој кој што создава било каква уметност. Но времето кога описот на една просторија траеше 10 страни, беше време кога немаше телевизија, беше време кога немаше интернет, беше време кога луѓето, освен читањето и создавањето на слика, како изгледа таа просторија, немале друга занимација, немале телевизија. Да. И сега, на денешно време, преска, нели спомнавме, кога
повеќе од 3 секунди, ако нешто не е интересно, не ти го задржува вниманието, мене не може да ми го задржи вниманието некој кој што ја опишува просторијата 5, 6, 7 страни. Или како изгледа некој лик 10 страни. Значи, јас можда не како да кажам, ќе бидам искрена, сум за промени во образованието, но суштински промени. Значи, нека бидат тоа врвни капитални дела, нека бидат 10 годишно, но нека носат некаква суштинска порака. Од оние генерации кои што читаа пред 30, 25, 20, 15, 10, па и 10 години, до овие генерации кои што доаѓаат сега на 15 години во средно образование, е голем предизвик за еден професор да го задржи вниманието во нивната деконцентрација, во светот на брзината, во светот на нешто што се одвива со брзина на светлината, вклучувајќи ја сега и вештачката интелигенција. И сега кога еден GPT, чат GPT, во дел од секунда ги добиваат информациите, ние како професори треба да имаме магионичарска моќ за да натераме некој да прочитаме нешто повеќе. Јас тоа го правам и успевам со моите ученици, затоа што секогаш часовите почнуваат со некаков предизвик и прашање за наредниот час, прашање кое што е актуелно, а го поврзувам со некои од ликовите во романите. И така ја излекуваме пораката која што е актуелна денес, но проширена со она кое што доаѓа во иднина. Видете, не можеш да останеш класичен професор во денешно време. Мора да се мојата мисија веројатно е таа да ја подигам свеста на секое поле во животот, вклучувајќи ги тука децата, сега читателите и за вашите колеги. Па и за колегите, да. Зошто буквално не чекаат времиња кога нема да знаеме што е реалноста, што е лага. И ако овие деца не станат свесни уште сега, допрва со вештачката интелигенција ние ќе имаме проблем. И затоа упорно инсистирам да го поставуваат прашањето зошто. Без разлика дали го работам, не знам, Достоевски, Балзак, некој наш македонски автор, испоредбата на тие ликови и времиња со овие денес. Значи, ако не работите на развивање на свеста на ученикот, не можете да постигнете интерес. А интерес се постигнува само кога децата ќе ги убедиш дека преку читањето и навлегувањето во суштината на делото и на ликот, вие добивате развиен ум, духовно богатство. Инаку, се друго е инстант задоволство. Ако ние одговорите ги добиваме брзо и лесно, тогаш инстантно и ги забораваме. Така е. И сега, ако немаме развиен мозок за логичко размислување, тогаш не е вештачката интелигенција роботот. Ние ќе станеме роботи. 1500 коефициент на интелигенција во моментот има вештачката интелигенција. Значи, каде сме ние? Кој е роботот тука, ние или тие? Си имаме една друга филозофија за тоа што е вештачката интелигенција. И со сите сили се обидувам затоа што да ја подигнам таа свесност кај младите, каде одиме, во какви времиња. Ние како професори колку многу сега треба да вложиме за да ја подигнеме свесноста за новото време кое што еве го дојде. Така е. Јас во
Првиот роман мислев дека тие визии што ги имав, мислев дека тоа ќе се случи во 23 век. Тоа што го видов со вештачката интелигенција. Но се случува сега.